Претпоставувам дека темата која што ќе отвориме за денеска во последното вклучување на лице место ќе биде од интерес на нашите гледачи со оглед на тоа дека ќе говориме за еден чест здравствен проблем, така да напоменеме, односно импактирани или заглавени заби, познати меѓу народот како умници. Имено овој проблем е се почест кај граѓаните, а најмногу се открива по самите оние симптоми кои што се јавуваат, односно при самата болка, црвенило и слично. Многу повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, стоматолог Данчо Бизески. Добро утро и добро дојдовте во емисијата. Добро утро и добро ве најдов. На самиот почеток, што поточно подразбираме под самиот термин импактиран заб? Импактирани заби се заби кои што се заглавени или не изникнале во устната празнина во низот каде што треба. На сам почеток да ви кажам дека таа е една од најчестите хируршки интервенции во оралната хирургија, односно секоја трета хируршка интервенција е поврзана со импактиран заб. Импактираните заби сушност се последица на развојот или пореметениот развој и раст на виличните коски, бидејќи во современиот човеков виличен апарат најчесто не постои место за сите 32 заба. Тоа значи дека како последица на тоа умниците ќе бидат жртва, кои што нема да се појават во тој низ и најчесто ги оштетуваат соседните заби или пак предизвикуваат некои дентогени инфекции. Ми напоменавте дека околу 70% од нашите сограѓани го имаат овој проблем. На која годишна возраст најчесто? По правило тие треба да се појават некаде помеѓу 17 и 21 или 23 година од животот и затоа се наречени заби на мудроста, бидејќи на некој начин вика дека во таа касна адолесценција доаѓа паметот и затоа ги поврзуваат со заби на мудроста. Нивното појавување всушност не мора да значи дека ќе биде патологија или начин на кој што секој умник да се поврзи со импакција или секој умник да се поврзи со хируршка интервенција. Ако растот и развојот на виличните коски направа доволно простор да има кај пациентите, тогаш тие ќе се појават и ќе бидат сосема во целосна функција. Но најчесто како што на почетокот ви напоменав, кај модерниот начин на живот, значи кај генерациите кои што не јадат сврста храна, од сам почеток се исклучиво на кашеста храна, па дури во едно рано и доцно детство од развојот на човекот, всушност и виличниот апарат не може да се развива и на тој начин тие остануваат вклештени внатре во самата вилична коска и почнуваат да ги дават своите најчесто манифестни симптоми, како што се болка и оток на местото во задните делови на вилицата, бидејќи само не се долните умници импактирани, може да бидат и исто така и горните умници. Понатака непријатен мирис, затоа што често пати храната се задржува во просторот помеѓу импактираниот умник и мекото непци, тука четката не може да ја заврши својата работа или забниот конец, а како резултат на тоа ќе настани пропагација на инфекцијата и ево би појава на дентогени инфекции. Понатака, ограничено отворање на устата може да биде исто така симптом кој што може да се појави. Што подразбирате по тоа ограничено отворање? Ограничено отворање не може пациентот во целост да отвори устата. Значи, од болка најчесто, затоа што се случува инфекција во тој простор и како резултат на тоа една од причините што се јавуваат на лекар. Понатака болка во увото може да биде исто така симптом и тоа е еден диференцијално дијагностички знак кој што заедно со колегите од оториноларингологија утврдуваме дали се работи за болка или воспаление на увото или ушните канали или се работи за импактиран умник. Како и да е, превентивните прегледи се клучни кога станува збор за појава на компликации и така натака, затоа што многу пати асимптомно се откриваат умниците, но тоа не значи дека секој умник што ќе се открие во устата дека треба да биде превентивно опериран. Превентивни операции не постојат. Постојат каузи. Кауза подразбира ортодонска или протетска кауза. Например, дете во развој која што треба да носи фиксна ортодонска терапија, доколку умниците се пречка, по барање на колегите ортодонти, ние по хируршки пат вршиме оперативно вадење на истите и тоа се вика ортодонска кауза, или протетска кауза, кога ќе треба да се изработи некое протетско помагало пак и повозрасни пациенти, а тие останале заробени и вклештени во виличните коски и се разбира дека заради протетската кауза ние пристапуваме да ги хируршки отстраниме со цел да се носи некое протетско помагало.
Значи, оние најчести симптоми се болка и оток, доколку забележиме, веднаш треба да побараме медицинска помош, не може, верувам, таа болка да се намали со апчиње и со слично. Не, обично секогаш се пробува да аналгетик се земи како прва терапија, а многу пати што е грешно, пациентите антибиотици користат на своја рака, тоа е многу погрешно. Едноставно е, треба да се јават кај својот стоматолог, да изврши преглед и тој понатака ќе ја спроведе тријажата на повисоко специјалистичко хируршко ниво. Можат ли други заби да бидат импактирани, односно заглавени? Да, значи најчесто импактирани се умниците, долните, горните умници, но исто така може да бидат импактирани, ево народски кажано, тројките или канините, тоа се кучешките заби. По фреквенција поред доаѓаат тие, со тоа што кај нив терапијата е малце поразлична. Терапијата е ортодонско-хирушка. Тоа подразбира дека заедно со колегите од ортодонцијата ние всушност по хирушки пат ги носиме во замниот низ, значи не се вадат, не се екстрахираат тие заби, него најчесто тие кога се заглавени во виличната коска, ортодонтите прават место, а ние хирурзите ги носиме во самиот забен. Не за да бидат во функција, бидејќи тие се едни од најважните заби во устната праснина. Ви благодарам многу што имавме можността да го дополниме и овој дел и генерално што имавме можност да говориме на една тема, еден проблем кој што е се почест кај нашите сограѓани. Благодарам и вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам сите информации беа од корист за нашите гледачи со оглед на тоа дека напоменавме станува збор за проблем кој што е се почест кај нашите сограѓани. Верувам дека овие совети беа добродојдени за нив. Секако дека продолжуваме со вакви теми кои што се од корист за сите и се разбира кои што се актуелни и интересни за нашата публика.